Ова кафуле во Купјанск, Украина, на само 8 километри од линијата на фронтот, беше отворено во јули. Собственик е Дмитро Кабанец од Харков. Тој веќе има синџир на кафулиња во Харков, што го започнал во 2019 година. У мене була ідея дуже велика. Имав идеја да отворам кафуле на ослободената територија од 2022 година. Тоа беше шанса не само да ја прославам културата на правење кафе, туку и да создадам место каде што локалното население ќе може да се одмори, да создаде можности за работа и да ги развесели луѓето. Локалната жителка Алина, која не сакаше да го сподели своето презиме од безбедностни причини, работи во кафулето од првиот ден. Помага и низината ќерка Софија. Софија беше повредена во зимата кога руските сили го гранатираа градот. Имаше гранатирање во близина на нашата куќа и бев повредена. Кабанец вели дека парите собрани во кафулето се испраќаат во регионот Харков за хуманитарни потреби. В серпні ми купували. Во август купивме канцелариски материјал за локалните училишта. Иако часовите се одржуваат онлайн, сепак им требаат материјали. Нашиот профит беше мал, околу $250, и сето тоа го потрошивме за децата. Кабанец поседува и други кафулиња во градот Харков на околу 30 километри од руско-украинската граница. Тој вели дека градот е постојано под гранатирање. И покрај опасноста, холандскиот фоторепортер Коен Ван Етен дошол во Харков на работа и благодарение на препораките на некои пријатели го нашол кафулето на Кабанец. Кафето е навистина добро, но мислам дека магијата на кафето се и луѓето кои го прават. Луѓето живеат овде, а јас сакав да ја доловам приказната за луѓето кои се уште живеат овде и исто така да знам зошто избрале да останат. И затоа дојдов во Харков. За некои можноста да сварат кафе дава чувство на нормалност. Андри, кој е војник и кој не го сподели своето презиме од безбедностни причини, некогаш работел како бариста. За мене тоа е момент на релаксација, еден вид медитација и можност да заборавам на војната само за малку. Кабанец вели дека не планира да замине и покрај напредувањето на руските сили кон Харков. Уште повеќе, тој вели дека планира да отвори уште едно кафуле во Изиум, на околу 50 километри од линијата на фронтот. Изиум беше окупиран од руските сили 6 месеци во 2022 година.